Мулк за аферата што го доби називот Рекет 2 и од шведската компанија Диаверум која стана собственик на македонската Диамет, а според признанијата од директорот на Фондот за здравствено осигурување биле предупредени оти ќе има истрага за фирмата што сакале да ја купат. Оттаму, веќе 2 дена не одговараат на прашањата на Алфа зошто се одлучиле да ја купат фирмата Диамет од Вера Иванова, која пак реши да поднесе и кривична пријава против Дончев и Филипче за злоупотреба на службената положба, оти според како што тврди, ја оштетиле и неа, ама и државата, откако се обиделе да спречат влез на странска инвестиција. Швеѓаните засега не ја потврдија и веродостојноста на меловите што Дончев тврди дека ги испратил до нив. За потсетување, поради покренатата истрага 11 милиони евра што швеѓаните уплатиле за да ја купат фирмата се е замрзнати. Да молчи реши и министерот Филипче кој за Алфа веќе потврди оти цела недела нема да даде став за обвинувањата против него во Рекет 2 поради службено патување. Единствен кој засега јавно говореше за аферата е директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев, кој пак на некој начин се стави во улога на обвинител, па на пресконференција презентираше хронологија и делови од според него штетниот договор, што претходната власт го подпишала со двајца концесионери за вршење диализа во центрите во Македонија, меѓу кои и Диамет. Откако призна дека ги предупредувал швеѓаните за истрагата што ќе следи, како да имал инсайдерски информации, не заборави да ги оцени обвинувањата против него како небулозни, ама отвори низа нејасноти што го ставаат под знак прашалник самото постапување на Фондот за здравствено осигурување во случај да се соочува со штетен договор. Останува и неодговорено прашањето зошто ниту Дончев, ама ни неговиот претходник не го раскинале договорот за концесија со Диамет од 2013 година ако бил толку штетен. Иако во случај на спор надлежен е судот во Париз, а во истиот е договорена и сума од 28 милиони евра како одштета во случај на раскинување на договореното, доколку државните македонски институции имале толку силни аргументи за злоупотреби и криминал, веројатно судот нема да одлучил во корист на приватната фирма. Наместо тоа, договореното се спроведува и речиси непречено тече се до моментот кога странци решиле да ја купат фирмата. Вера Иванова, скопјанката која го продаде Диамет пред неколку дена поднесе кривична пријава против Дончев и Филипче. Јавното обвинителство треба да одлучи дали имало злоупотреба на службена положба, ама и дали некој сакал да извлече лична корист од самата сделка.